Школата на млади марксисти Стив Наумов, Мите Богоевски веќе со години е значајна трибина за изразување на младите творечки потенцијали во областа на општествената теорија и самоуправната практика. За да разбереме повеќе за содржината, целта и досегашните постигања на ова единствено од ваков вид школа во земјата, убава можност ни се укажа минатиот месец, кога во Отешево се одржа 14-тата сесија. Престојувајќи на Преспанското езеро, се сретнавме со повеќемина непосредни организатори на сесијата и со голем број млади учесници од целава република. Колку е афирмирана и прифатена школата од младите, најдобро зборуваше масовноста, која навистина беше импозантна. Имам пријатна должност од името на Советот на школата на млади марксисти Стив Наумов, Мите Богоевски, да ве поздравам и да ви посакам плодна и успешна работа. Нормално е во оваа пригода, иако повеќе бевме заинтересирани за школата како форма, да кажеме нешто и за карактерот на оваа сесија. Овој пат, овде, 200 млади научни работници, студенти, непосредни производители и средношколци, отворено, критички и аналитички зборуваа за распределбата на доходот во социјалистичката самоуправна практика. Овде ќе го споменеме и мощне содржајниот и исцрпен уводен реферат на членот на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, Киро Глигоров, кој побуди мощне голем интерес кај учесниците. Ја истакнуваме и плодната работа на трите секции на кои беа поднесени кореферати. Младите, како во предпладневната, така и во попладневната работа, правеа сериозен обид придонесувајќи за осветлувањето на оваа мощна значајна тема. Несомнено, дојде до израз креативноста на учесниците и нивната способност и желба за разработка на вакви и на слични теми. Школава на млади марксисти представува една таква форма каде што се врши творечко поврзување на теоријата и практиката. Основната тема на која што работи оваа сесија, 14-та сесија на школава, распределбата на доходот во самоуправната практика, е едно од најзначајните и најсуштинските прашања во развојот на самоуправните социјалистички општествено-економски односи кај нас. Развојот на доходовните односи овозможува непосредно и директно вклучување на сите работни луѓе, посебно на оние кои што го создаваат доходот, непосредно да одлучуваат за неговата распределба и за неговото стекнување. Основните системски определби за распределбата на доходот во основа се добри и тие даваат широка лепеза на секоја основна организација на здружен труд да изнаоѓа своји сопствени решенија во распределбата на доходот и средствата за лични доходи. Меѓутоа, одделни слабости кои се јавуваат во стекнувањето и распределбата на доходот произлегуваат главно од субјективна природа. Така да се уште постои дел од доходот над кој работниот човек кој директно го ствара нема свое влијание. Иначе, како би го објасниле дејството, односно влијанието на работниот човек на оние средства, тоест на делот од доходот што се издвојува во здружениот труд за СИЗ-овите. Како може да се објасни појавата да на крајот на годината СИЗ-овите имаат добивка, значи дека во овој случај средствата кои се издвојуваат за СИЗ-овите или се преголеми и не се адекватни на услугите кои ги вршат СИЗ-овите од една страна, или пак постојат некои заштеди на сметка на квалитетот и квантитетот на извршените услуги. Оваа тема ќе биде една од темите на дискусија и на третиот конгрес престој на самоуправувачите,
која секако ќе биде разветлена од повеќе аспекти и ќе даде нови импулси овој конгрес во развојот и решавањето на овие проблеми од областа на доходот и доходовните односи. Јас како учесник подготвив едно специфично соопштение, тоа е проблемот на професионалната ориентација на младите, кој мислам дека е доста исто така актуелна тема, која ги тагира младите средношколци и основци, и мислам дека ако правилно се реши проблемот со професионалната ориентација, дека тие ќе можат да се го заземат вистинското место во нашето социјалистичко самоуправно општество. Прв пат учествувам на оваа сесија на школата Млади марксисти Стив Наумов Мите Богоевски, во која што од работата сум многу задоволна. Подготвив соопштение за оваа сесија под наслов Проблемот околу распределбата на доходот во социјалистичкото самоуправно општество, и тоа соопштение го читав. Потоа од организацијата сум многу задоволна и се надевам во иднина, односно другата година, ако сум во можност, ќе присуствувам пак на овакви сесии, бидејќи се расправа за една доста актуелна тема, како што беше овдека проблемот на распределбата на доходот. Ученичка сум од гимназијата Славче Стоименски од Штип и овде прв пат всушност сме во Тешево преку марксистичката секција и овде всушност многу ми се допадна излагањата на другарот Киро Глигоров, бидејќи многу прашања што не ми беа јасни, многу ми се добро разјаснија и повторно би сакала пак да дојдам во Тешево, повторно заедно да бидеме младите марксисти и заедно да зборуваме за распределбата на доходот и најразлични теми. Тука сум учесник по трети пат на ваквите сесии кои се одржуваат. Оваа година имав чест да го посетам од Тешево. Моите импресии се доста големи и би сакала да напомнам дека за да биде подобро и уште повеќе да се развива школата на млади марксисти, потребно е масовноста да биде поголема на овие секции, затоа што навистина на овие секции може да се научи, исто така и да се подигне идејно-политичкото образование на младиот човек. И јас мислам дека младите од нашата република преку оваа школа добиваат јасна представа за самоуправувањето и распределбата на личниот доход кај нас. И всушност со оваа школа треба да продолжи својата традиција, да се издигне идејно-политичката свест на младите од нашата република. Во подготовката на моето соопштение со кое што зедов учество на оваа школа, школата Стив Наумов Мите Богоевски, се користев со повеќе литератури, меѓу кои секако тука е Уставот и Законот за здружен труд, потоа идејно-политичката поставеност на Сојузот на комунистите. Школата за мене представува едно ново искуство. Да се вратиме повторно на нашата основна цел за која и дојдовме во Тешево. Да ја видиме, просто речено, личната карта на школата. Впрочем, овде се сретнавме со многумина млади кои прв пат, а повеќето од нив и неколку години поред активно учествуваат во работата на школата. И најнормално е да ги чуеме самите. На сесијата учествувам по втор пат. Овде кој што првиот ден се сближивме, се шири братството, единството. Инаку, ние сме младина на Тито, чекориме по Титовиот пат и сето тоа ни представува обврска, подобро да учиме, за да може да се вклучиме во самоуправното социјалистичко општество, во кое што ќе дадеме самиот ние свој придонес. Преку работата на сесиите на школата на млади марксисти,
Стив Наумов и Мите Богоевски, младите се идејно, политички и марксистички надградуваат, кое нешто многу ќе им помогне во совладувањето на проблемите, како и во откривањето на негативните појави во нашето самоуправно социјалистичко општество и во нивното совладување. Според мое мислење, целта на оваа школа е творечкото поврзување на теоријата и практиката, соопштенијата, рефератот и корефератите и дискусијата се сериозен обид и придонес за осветлување на оваа тема во духот на нашата социјалистичка самоуправна практика. Во Тешево не можевме а да не ги побараме и зачетоците на школата кои датираат некаде од 1972 година. Вие долго време бевте секретар на Советот на школата. Кажете нешто за идејата за нејзиното формирање и за некои покарактеристични моменти од досегашната работа. Идејата на 21-та седница на представителството на СКЮ и другарот Тито, која беше покрената за марксистичко образование и идејно политичко оспособување пред се на комунистите и застапеноста на марксизмот во наставата, посебно во Македонија, беше као поттик да се бараат специфични форми за идејно политичко образование. Еден дел на општествено-политички работници во Републиката и научни покрена идеја да се формира школата на млади марксисти. Тоа беше во 1972 година и првата сесија се одржа во тој период. На тој начин школата почна да живее. Поголема активност школата развива некаде од 1974 година, така да таа денеска веќе секоја година одржува по 2 сесии. Оваа школа е единствена од ваков вид во Југославија, која што не е класична школа, туку својата активност се одржува на сесии. Сесиите се одржуваат 2 пати во годината и тоа на општи теми, со учество на поголем број научни работници од Републиката, студенти, ученици и работници од организациите на Здружен труд. Карактеристика на школата е во тоа што таа сесиите ги одржува на тема и слушатели не се обични слушатели на сесијата, туку тие се учесници со своји пишувани соопштенија, со своји дискусии. Така да сесиите се навистина еден вид на научни симпозии со кои младите анализират и теоријата, а и нашата практика. Анализирајќи ја практиката, тие во исто време се здобиваат со поголеми искуства, добиваат критичност и ги согледуваат сите проблеми со кои се сречува нашето општество. Младите, учествувајќи со своји соопштенија на сесиите, вршат теориска и практично ја анализираат состојбата, развојот на нашето општество, вршејќи критика на секојдневната практика и споредувајќи ги достигнувањата со теоријата во марксизмот. На тој начин тие се добиваат со една критичност, изоштрена, извршен осет за вистината, за изградбата на социјализмот и самоуправањето кај нас. Покрај изворено големата масовност, што друго ја карактеризира школата?
Основна карактеристика на школата на млади марксисти Стив Наумов Мите Богоевски е и тоа што се занимава со истражување на актуелни теми од нашиот општествен и самоуправен развиток. Така, например, темите Југословенската социјалистичка револуција и низините субјективни сили, историските корени и целина неврзаното движење, моралот во југословенското самоуправно општество понудија низа соопштенија во кои се разгледуваа ставовите на другарот Тито за револуцијата, за нашата самоуправна практика, местото и придонесот на другарот Тито во неврзаното движење, ставовите на другарот Тито за ликот на комунистот, ликот на младинецот. Од ова може да се заклучи дека младите луѓе пројавуваат посебен интерес за истражување на Титовото дело и на Титовиите ставови за одредени општествени прашања и проблеми. Интересно е исто така да се одбележи дека многу млади луѓе кои започнале на школата да доваѓаат како средношколци, денеска се студенти, а некои од нив веќе се и асистенти на високошколските установи на нашите универзитети. Во последно време за одбележување и тоа дека расте бројот на младите луѓе од организациите на Сдружениот труд од материјалното производство кои учествуваат во формите и активностите на школата. Ширењето на братството и единството, другарството, новите познанства беа составен дел како многу пати досега и во работата на оваа сесија. Првпат учествувам во оваа сесија млади марксисти Стив Наумов Мите Богоевски, во која наставив со темата проблемот на распределба на доходот во социјалистичка самоуправна практика. Сесијата започна на 18-ти, во која се дискутираше практично за распределба на доходот во работните организации, од која сум многу задоволна, па корисна е за сите нас, која доведува и до јакнење на братството и единството, соучество на сите млади во оваа сесија. Спрема тоа, а за тоа ни пружи услови и нашата школа, Центар на средно образование во Климент Охридски Охрид. Па мислам дека е корисна за сите. Како што и самиот другар Тито истакнуваше, Југославија, иако е мала земја, сепак незиното братство и единство е нераскинливо. Затоа и обидот на многу надворешни и внатрешни сили за разбивањето на незиното братство и единство е неуспешно, бидејќи Југославија има висока морална свест, висока цврстина и непоколебливост во чекорот по Титовиот пат. Мене посебно ми причинува задоволство што учествувам на 14-та сесија на школата на млади марксисти која се одржува овде во Отешово, во кој учествуваат младинки и младинци од училиштата, факултетите и работните организации, скоро сите наши општини во Републиката. Оспорувајќи ја својата основна улога и цел преку организирање на сесии и панел дискусии за пооделни актуелни теми, младите од сите средини го продлабочуваат патриотскиот дух на младата генерација и братството и единството. Сметам дека школата станува веќе реална платформа каде што младите можат да се обидат да ги потврдат своите потенцијали во областа на марксистичката наука и воопшто во научното творење. Мислам дека школата мора да служи на творечките сили од редот на младината и на општествените процеси, што ги осварува Сојузот на комунистите во изградбата на нашето социјалистичко самоуправно општество, кое сигурно и сврсто чекори по Титовиот пат.
Овде го чувме и краткиот одговор, односно оценката за досегашната работа на школата. Во секој случај, мислам дека оценката за досегашната работа на школата на младите марксисти е позитивна. Ние во изминатиот период одржавме 4 сесии на кои што разгледувавме актуелни прашања и на кои што младите луѓе кои што се занимаваат со марксистичката мисла и непосредно, а и креативно, има прилика да се изразат во една творечка атмосфера околу тие актуелни прашања. Исто така одржавме и неколку панел дискусии на кои што разгледувавме некои други прашања. Мислам дека некои работи во оваа позитивна оценка се наметнуваат. Пред се, ние имавме многу масовни сесии. На оваа последнава четврта повеќе од 200 учесници, и тоа не само како слушатели, туку и како учесници кои што непосредно со своји трудови се јавуваат и учествуваат во работата на сесиите. Значи, од таа масовност ние очекуваме понатаму еден определен квалитет во развитокот на марксистичката мисла меѓу младите. Исто така, сметам дека има уште место за развивање на науката меѓу младите луѓе на овој план и дека ние како школа на млади марксисти можеме тука уште повеќе да направиме за да ја заокружиме таа позитивна оценка. Од она што го чувме, несомнено се наметнува заклучокот дека школата на млади марксисти Стив Наумов Мите Богоевски веќе е афирмирана како трибина преку која младинците и младинките го манифестираат својот интерес за занимавање со наука и согледувањето на општествените прашања од теоретско ниво. Меѓутоа, само задоволството е непознато за непосредните организатори на работата на школата и учесниците. Несомнено се наметнува неопходноста за согледување на натамошниот развој на школата, пред се преку зголемување на бројот на учесниците, млади научни работници, зголемување на учеството на младите од организациите на здружен труд и од село, како и на тамошното развивање на системот на менторство при пишувањето на соопштенијата. Потребно е и формирање на клубови на млади марксисти во училиштата, во факултетите и во основните организации на здружен труд, кои би имале за задача да организираат расправи за темите што се разработуваат на сесиите на школата.